Добар ден, почитувани присутни. Во чест на Видое Подгорец, секоја година се одржува литературна манифестација Средби под јаворите, Струмица и Ковешина. Во негова чест и во 2020 година се организираше манифестацијата Средби под јаворите. Честитки за организаторите на манифестацијата Средби под јаворите Видое Подгорец и просветно дело со Ксенија Маказлиева Трајчева. Оваа година, поради пандемијата, ќе имаме можност да се дружиме виртуелно. Поздрав до сите учесници на манифестацијата. Јас сум Светлана Бобевска, оделенски наставник во Основното училиште Блаже Коневски Велес. Кога работиш со посветеност и самопрегорна работа, оставаш траги за генерациите што доаѓаат. Кога наставникот дава мотивација, инспирација и љубов кон пишаниот збор, тогаш целта е постигната. Јас, како долгогодишен наставник, неколку години со моите ученици учествувам во манифестацијата Средби под јаворите и постојано ги мотивирам учениците да другаруваат со делата на големиот Видое Подгорец. Минатата година се закитив со трета награда и плакета за снимен час на тема на час со Видое Подгорец, на кој учениците имаа за цел запознавање со ликот и делото на Видое Подгорец, да ја развиваат љубовта кон пишаниот збор и желбата за творење. И оваа година учествувавме со моите мали ученици на распишаниот конкурс за ученици и наставници. Моите ученици напишаа лични творби со кои активно учествуваа на распишаниот конкурс за ученици, а јас како наставник, инспирирана од големиот писател Видое Подгорец, го направив нашиот книжевен албум Весела азбука, кој ќе ве води низ волшебниот свет на буквите од А до Ш. Драго ми е што и оваа година сум дел од наградените. Инспирирана од делото на Видое Подгорец, кој изработи по овој книжевен албум Весела азбука, кој ве води низ волшебниот свет на буквите, и го посветив на најмалите, на првачињата, кој се надевам дека ќе најде практична примена на часовите кај првачињата. Ви благодарам за посебното признание за особено инспиративен пристап на тема нашиот книжевен албум. Честитки до сите наградени и до година да се сретнеме во родното место на Видое Подгорец. Бидете поздравени и останете во добро здравје. На линкот ќе можете да го погледнете мојот книжевен албум.